Струмица е општина со речиси 50.000 жители. Ако се имаат предвид македонските стандарди за урбано живење, општинскиот центар остава впечаток на средено место. Дури во неголемиот дневен метеж, улиците не се преоптоварени со сообраќај. Јавната хигиена е на завидно ниво. Барем дента кога снимавме, не забележавме преполнети контейнери. А наидовме на понекое улично куќе. Но струмичани имаат своји проблеми, кои не се видливи на прва. Проблемот што го имавме со водоснабдувањето, со загаденоста на водата, тоа остана малку мистерија што точно се случи. Еве тоа да се расчисти ако може. И да не се повторат такви работи. Стана една енигма каква вода пиеме. Тоа не изненади. Некои од граѓаните со кои поразговаравме се пожалија на уште една состојба. Градот од еден прекрасен град ни стана град на старци, на стари лица. Младите ни заминаа. Ете и јас сум таков пример. Две деца, двете сте на страна. Оние што се останати пак сакаат повеќе содржини. Поготово за нас пензионерите, нема никаде да одиш. Ако не е корзо и улици да шетаме, и паркот има за жал добар парк, нели, што дека да одаме, ние дома ќе скиснеме, да кажем право. Затоа најмногу и минатите граничалци сега, не само за нас, за пензионерите, и за мајите нема да одат, дека. И за нас нема. И за нас нема. Нема, да кажеме, да има спортски надпред, да има такова, јас пензионер, да има екскурзии, нели, да има пензионерски домове. Други велат дека поминале многу време во исчекување подобар живот, но изгубиле надеж поради лошата економска состојба. Не може со тие луѓе навеќе. Нема ништо. Не може 35 години се се исти луѓе. Се исти двете партии. Што треба? Да им се клај на народот да му даат таму за да купа за една чаша семки. Делови од Струмица имаат инфраструктурни недостатоци. Ова е улица Младинска, кога е суво, но кога врне, тоа беше изгледа како река. Ама во тој долниот дел, не во овој дел од градот. И тука, да, исто на раскрсницата. А зошто се поплавува? Зошто не е добра канализацијата, одводот од атмосферската вода. За сега имало ли обиди за некакво решение? Имаше обиди. Сегашниот градоначалник правеше таму некои реконструкции, но сепак не е доволно. Мислиме оти може ако сакат. Ако не сакат, ќе се тече секои избори, ќе дојдат, ќе бидат топ еден на обично кога нели почнуваат да убејќат, она ќе биде топ еден, ако не го санират. Гласовите од турското мало се важна варијабла на сите избори во Струмица, иако неговите жители не сакаат посети од заинтересираните само пред избори. Ој кај мене да гледате, ни шпор имам, ни дрва имам. И после изборите дојде, ајде на кој ќе гласаш. Така не треба на време да ни гледат на нас. Во вакво расположение, градот на југоистокот од земјава во кој социјалдемократите ја имаат локалната власт цели 2 децении, ги дочекува предстојните избори. Според содржината на билбордите, кампањата и овде е во полнек. На првиот круг од локалните избори закажан за 19 октомври, струмичани ќе можат да бираат меѓу 4 кандидати за градоначалник. Петар Јанков како кандидат на ВМРО ДПМН, Маријан Даскаловски е кандидат на СДСМ. Единствена Македонија го номинира Ристо Цасконоје, а има еден независен кандидат, Драган Котуровиќ. Кандидатот на ВМРО ДПМН, Петар Јанков, кој доаѓа од приватниот сектор, смета дека на Струмица и се потребни вистински луѓе на вистински места. Вели дека меѓу неговите приоритети ќе бидат младите, со изградба на училишта, спортски сали и игралишта, ревитализација на патната и комуналната инфраструктура, како и квалитетна вода за пиење. Ќе извршиме акредитација на лабораторијата на Струмичкиот водовод, да ја вратиме до вербата на граѓаните во питкоста на водата. Како што се запознаени, минатата година имавме повеќе од 40 на дена, немавме питка вода за достава до нашите домаќинства. Се случија некои одредени проблеми и затоа наша цел е со самото доаѓање да ја обновиме лабораторијата, да ga модернизираме, да набавиме нови озонатори кои моментално се повеќе од 10 години стари. Значи со набавка на нови озонатори, деструктор за прифаќање на неврзаниот озон,
модернизација на лабораторијата и нормална акредитација на истата. Акредитацијата ќе биде извршена по одредени правила и норми и со добивањето на таа акредитација граѓаните ќе вратат довербата во водата која ја користат. Маријан Даскаловски, кандидатот на СДСМ, е поранешен спортист. 4 мандат е претседател на Општинскиот совет, а 1 мандат беше и пратеник. Чист воздух, зајакнување на комуналното предпријатие и економско закрепнување на општината се меѓу неговите приоритети. Значи, ние треба да ги мотивираме нашите приватни компании да вложуваат повеќе во општина Струмица, да отварат нови погони, да отварат нови работни места. Така ќе ги задржиме и младите да не ни одат во странство. Исто така треба да привлечеме и странски инвестиции. Како ќе ги привлечеме ако немаме добра инфраструктура? Значи треба ние, иако Струмица, еве гледате, имаме убави улици, булевари, меѓутоа имаме и бизнес центри, меѓутоа треба уште повеќе на тоа поле да поработиме, да Струмица да стане привлечна за нашите и повратници во странство и за воопшто за странските компании. Единствена Македонија го номинираше Ристо Цасконоје. Тој се кандидирал зашто смета дека политичкиот и економскиот систем во Струмица се доведени до пропаст. Изградба на дом за студенти и ученици, изградба на булевар, како и изградба на училиште со настава на турски јазик во турското Маало се негови приоритети. Основното училиште кај секој граѓанин е основно и бесплатно. А овие таму луѓе и ВМРО и СДС ги лажат од 90 година на ваму, ќе ви направиме училиште, ќе ви направиме. Не може да се гради држава без училиште, посебно на свој јазик. Бидејќи тамо турското малцинство е навистина загрозено од самиот стандард на живење, затоа што нивните деца, по некоја таму резонирање на нивните родители, не ги пуша, а и самата држава како виновник не ги праќаат да учат децата во основно училиште. Сега ова училиште е навистина потребно да се изгради кај децата еден вака воспитно образовен дух да посакуваат да одат и во средно училиште. Единствен независен кандидат е Драган Котуровиќ. Вели дека неговиот мотив за кандидатура е да го запре криминалот и крадењето. Нема официјална предизборна програма, а ако стане градоначелник, прво ќе се зафати со ревизија на досегашното работење во општината. Јас кога би влезел у собранието на Струмица, прво да видиме што се дешава таму. Колку пари се открадени, како се открадени, што се е работило, како се е работило. И да видиме дали имаме средства ние да поправки да направиме у градот за тие работи. Дали се оставиле барем некој денар у собранието на Струмица. Значи, да се прекине, мојата програма е да се прекинат некои работи и да почнем да градиме Европска Струмица, да направиме град како што се личи. Имаме некои многу работи што треба да се дополнат, што се испуштени од СДС колку години на власт или ВМРО и така на така. Не ме интересира кои се били од тие партија. Не сакам да слушам за партија, не ме интересират партија, ме интересират честни човеци. Со оглед дека некои жители на Струмица имаат големи очекувања од овие локални избори, а други како да се рамнодушни, ги прашавме кандидатите што би им порачале. Ние го гледаме расположението на нашите сограѓани како тоа сме прифатени меѓу граѓаните и ги гледаме по тоа позитивно расположение и убедени сме во нашата победа. Би им кажал на граѓаните дека имам визија за општина Струмица како ќе се развива во наредниот 4-годишен период. На граѓаните ќе им порачам навистина треба да излезат сите и да размислат за кој кандидат. Затоа треба да се постави прашање кој кандидат што сторил. Јас нема да крадам, јас гарантирам дека нека ако постои институција да подпишам дека се од мојата плата ќе си живеем, од моите приходи ќе ме следуваат од како гранчани, ќе подпишам дека нема едно денарче да земам повеќе од тоа што ме следува. Ветувањата се големи, па на идниот градоначелник на Струмица му останува вредно да работи, за да не останат само празни зборови.